денеска ја имаме втората информативна сесија за Законот за работно ангажирање. Центарот за истражување и креирање политики заедно со Германското друштво за меѓународна соработка го имплементира проектот веќе 6-та година. И сме многу среќни заради тоа што од идентификација на проблем за непријавена работа, главно во земјоделието, но и во останатите дејности, угостителство и услуги во домот. Направивме неколку решенија кои што беа разгледувани од страна на институциите. Беше одбрано едно решение кое што е преточено во Законот за работно ангажирање, донесен минатата година во мај. Потоа сите останати закони се согласија со овој закон за да можеме да почнеме со имплементација. Особено сме среќни дека ова е модерно решение кое што возможува електронска пријава и одјава со надградба на системите на е-работа на Агенцијата за вработување и со надградба на системот за е-даночни услуги на Управата за јавни приходи. Пријавата, значи, на работниците може да се случи многу лесно од вашиот дом, од вашата нива, од вашето кафуле. Можете да ги пријавите на час и на денови. Се плаќа само одредена сума на паушал, која што е предвидена, е пресметана за да може да овозможи минимална заштита и социјално осигурување, како и повреда на работа на работно место, но во исто време обезбедува заштита за работникот и ја легализира, ја формализира работата која што досега беше неформална. Она што исто така важно, дека нашите истражувања покажуваат дека ваквите неформални вработувања главно ги опфаќаат луѓето кои што се ранливи и корисници веќе на други права и не се пријавуваат заради тоа што се плашат да ги изгубат своите права, но сега сите стипендисти, сите корисници на минимална гарантирана помош, сите оние кои што се пензионери, а се ангажирани во овие три области: земјоделие, угостителство и услуги во домот, и тоа за посебни активности кои што се регулирани со овој закон, нема да ги изгубат своите права, односно можат да продолжат да ги земаат стипендиите, пензиите и минималната помош, а да ја формализираат својата работа. На овој начин овозможуваме фер ангажман за сите. Реално бидејќи го има нешто за студентите и за средношколците над 16 години. Да, значи законот и сега овозможуваше вработување на сите лица кои што се работоспособни над 14 години, но формално не можеа да бидат пријавени затоа што системот не го овозможуваше тоа и заради тоа што се во редовно образование, со овој начин на всушност регулирање на работниот ангажман можеме да пријавиме и лица кои што се според Законот за работни односи работоспособни и можат да работат од 14 години натака. Со оглед на тоа што вие го изработувавте проектот, сигурно сте направили истражување на пазарот, реално колку луѓе би можело да се работат на вакво начин или да бидат работно ангажирани? Ние имаме проценки дека бидејќи истражувањето ни беше на почетокот направено за земјоделието, дека на ваков начин можеме да опфатиме формално околу 20.000 луѓе во земјоделието, но со оглед на тоа што владата регулираше повеќе области, работни дејности, во тој случај очекуваме и поголема бројка на пријавени. Како што најавивме пред Нова година, ние веќе почнавме со едно роудшоу, односно информирање на граѓаните низ Македонија, посебно на работодавачите кои се офатени во овие области и дејности и на заинтересираните категории луѓе за работа да се пријавуваат и да го користат законот за работно ангажирање или како што го носи логото фер ангажман, како што кажа и пред неја, како што кажа, значи законот е многу лесно достапен за имплементација на сите работодавачи, меѓутоа и сите оние кои досега на некој начин работеле на црно, а не биле никако ангажирани спрема законските прописи во Република Македонија. Главна цел на овој закон е сузбивање на сивата економија
очекуваме да преку вакви информативни состаноци, што повеќе луѓе, посебно млади луѓе, студенти, меѓутоа и пензионери, невработени, социјални случаи, сите оние кои што се работоспособни, да ги користат бенефитите на овој закон, бидејќи овој закон е направен за нив. Иначе да напоменам дека законот беше донесен со акламација од страна на сите политички партии во парламентот. Тоа е многу битно да се знае, значи е во интерес на државата и голема благодарност до германска влада кој што помогна во изготвувањето на овој закон и го водеа процесот заедно со владата на Република Македонија, Министерството за економија и труд и невладината организација до неговото изгласување, еве сега и имплементирање во оваа тековна 2026 година. Имаме податоци за првичниот интерес на овие дејности на стопанствениците за ангажирање на Па има интерес голем, меѓутоа се уште не е употребен овој системот за аплицирање, меѓутоа еве преку вакви состаноци ние сакаме да ги повикаме сите граѓани работодавачи во областа на угостителството, земјоделието и услуги во домаќинство да го користат, бидејќи после тоа ќе следуваат и контроли од страна на Државниот трудов инспекторат. Целта, да напоменам повторно, дека новиот закон е сузбивање на сивата економија.